ВМРО-ДПМН и СДСМ ја заоструваат реториката во пресрет на локалните избори. Според потпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски, тие ќе имаат убедлива победа, а опозицијата ќе освои максимум 3 општини. Социјалдемократите вратија дека тоне рейтингот на владеачката партија изгубиле 100.000 гласачи, па затоа употребуваат популистички наративи. Не е нереално дека опозицијата ќе движи, зборувам за СДСМ, евентуално левица, зависно дали ќе прават коалиција или не, затоа што има и таква опција, ќе движат помеѓу 0 и 3 градоначалници максимум. Бидејќи и вака се прогнозира од страна на представници од највисокиот врв на партијата, дефинитивно тоа покажува дека тие воопшто не се сигурни во апсолутна победа и дека знаат точно граѓаните што гледаат, што чувствуваат и свесни се дека нивниот рейтинг паѓа. Предходно лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски прогнозираше дека постои сериозна опасност СДСМ да се распадне по локалните избори поради слабиот резултат. Од СДСМ одговорија дека не е првпат политичките опоненти да се служат со вакви прогнози. И мислам дека после локалните избори постои озбилна опасност дали таа политичка партија ќе продолжи да постои. Од ВМРО-ДПМН, ако се вратиме во минатото, ги лажеа и граѓаните дека Европска унија ќе се распадне и дека нема потреба земјата да биде членка на Европската унија, дека не мора да го бираме тој пат, иако и таа е партијата која што во собранието пред повеќе од 30 години гласала како стратешка цел земјата да стане членка и на НАТО и на Европската унија. Сега ги слушаме повторно со такви прогнози дека ќе се распадне партијата. Партиите постепено веќе ги објавуваат кандидатите за градоначалници за претстојните локални избори. Изборите се очекува да бидат закажени на половината на октомври, а кампањата би започнала веќе во септември.